вечер, почитувани, добро дојдовте во политичкиот магазин За или против на телевизија Алфа. На моје огромно задоволство, чест ми е да ја поздравам мојата вечерашна гостинка, доцент доктор Викторија Трајков. Добро дојдовте во телевизија Алфа. Не сте прв пат тука, но да ве представам целосно: професор, дипломат и стратешки соработник за меѓународна политика на претседателот на ВМРО ДПМН. Добро дојдовте најпрво. Така е, ви благодарам многу за поканата и се надевам дека во ова петочна вечер ќе бидеме интересни за гледачите на Алфа. Немајте дилеми, затоа што интересни се темите кои што се случуваат изминатиот период, но и тоа што ни е најава од она што можеме да видиме на политичката сцена што се случува. Јас сакав во ова петочно издание малку повеќе да поразговараме за дипломатијата. Зошто е тоа така? Затоа што како бомба некако отекна во јавноста информацијата што се случи на Балканот, дека Босна и Херцеговина доби зелено светло за старт на преговорите со Европската Унија, па се наметнува прашањето зошто Македонија и натаму каска и покрај се што направивме, и покрај промената на името, откажувањето од историјата и ред други работи за кои што ќе разговараме во оваа емисија. Имаме околу 50 минути за разговор, ќе опфатиме и теми поврзани со тоа што не очекува внатрешната политика, секако изборите, вашите очекувања, вашите анализи на терен, постојано сте и на терен. Одржавте и една дебата на факултетот од каде што доаѓате околу идентитетските прашања. Имаше многу интересни теми и поенти од таму и за тоа ќе позборуваме во продолжение. Насловот на оваа емисија ја назначив 7 години власт СДСМ дуи, 7 години дипломатско дно. Босна и Херцеговина ги почнува преговорите со ЕУ, Македонија останува заглавена. Но првото прашање во оваа емисија би било за нешто што овие 3 дена е актуелно, посебно во вестите на телевизија Алфа, со тоа ги стартуваме. Неколку дена Македонија ја тресе еден скандал со израелски стратег кој што е ангажиран, како што тврди ВМРО ДПМН, за кампањата на СДСМ како советник на Ковачевски. Тука почна да се одмоткува клопчето откако подпредседателот на партијата Александар Николовски излезе и кажа некои детали во однос на ова. Како медиуми, како телевизија имаме обврска да поставиме прашања до председателот на државата, дали му ја води кампањата, со чии пари се плаќа таа кампања. Од таму добивме одговор дека тој не е запознаен, дека тој израелски стратег, медиумски гуру е ангажиран од Социјалдемократскиот сојуз, односно од партијата што го поддржува Пендаровски за втор председателски мандат. На прашање од нашата новинарка до Ковачевски, тој кажа дека не познава таков човек и дека не е точно дека е ангажиран некој таков, дури спомена конкретно некое име кој што работи на неговата кампања и толку. Значи некако работите се заплетка дополнително, што некако повторно се јави еден сомнеж во јавноста, за која што денеска имаме прилоги во вестите на телевизија Алфа, се заинтересира и јавното обвинителство. Се наметнува едно прашање што е вака исклучително значајно. Да, важни се и парите. Со кои пари се плаќа тој стратег. Но можеби поважно е дали е тој ангажиран од некои центри на моќ од странство кои не мислат добро на Македонија. Познавате ли други вакви примери? Подпредседателот на нашата партија Александар Николовски веќе неколку дена проба, односно се обиде јавно да каже што уствари се случува моментално на нашата држава и тоа некако ни обврска на сите оние кои што сме во некаков јавен живот, без разлика дали тоа би било политика, сме професори или пак работиме во медиум и така натаму. И сметам дека треба секоја една иницијатива за обелоденување на таков скандал од вакви размери, треба сите ние да ја поддржиме, затоа што на овој народ 7 години доста име од лажење и доста име од луѓе кои што го понижуваат и кои што сакаат положбата на македонецот во светот, дома и во светот да ја омаловажат. И сметам дека сето ова што се случува допрва ќе се одмотува клопчето конкретно со овој случај, бидејќи тука има многу интересна работа, многу интересни работи кои што се случуваат позадински и за кои што моменталните луѓе кои што седат во тие фотели мислат дека ние не ги знаеме, не ние како ВМРО ДПМН, туку општо и народот. Доволно виде народот 7 години што и како се случува и што му се работи зад грб, па и пред негови очи.
Така што јас тука ќе застанам со одговорите. Ве повикувам вас како новинари, како новинарска екипа да го следите случајот, затоа што тука ќе се обелоденат многу други факти и докази за кои што навистина ќе се чудиме што ни се случува во државата. И тоа ќе биде некако почеток на крајот и на не знам уште еден кој почеток на глупостите и на се она што се случува со овие луѓе кои што се на власт и кои што ја окупирале буквално нашата држава. Сметам дека не го заслужуваме тоа и сметам дека македонскиот народ е веќе доволно свесен дека ова веќе не води никаде и дека на ова веќе треба да се стави крај. Не само што е опасно да имаме такви луѓе во државата, не само што е опасно и по безбедноста и по јавниот живот во самата држава, туку и она баш што вие го рековте, луѓе, ангажирани се луѓе кои што воопшто не и мислат добро на нашата држава. Професор Кетрајков, долги години сте во дипломатијата. Затоа ќе ве прашам кој е виновен за ситуацијата во која што се наоѓа Македонија во однос на европскиот пат, тој пат што го зборуваме со години и немам дилеми дека секој еден смета дека тоа е вистинскиот пат, да, кон Европската унија. Меѓутоа, зошто вакви фрустрации дополнителни за се што дадовме како држава, за да влеземе во Европската унија? Тоа не се случи, за од друга страна, Босна и Херцеговина, што беше на дното, според извештаите на Европските комисии со години, не пристигне на тој пат. Така е. Значи, ни ветува европски пат и се уште ни го ветува тоа некое европско здружение или дружба или друштво или какво и да е. Меѓутоа, тоа не видовме ние. Секоја година, секој извештај е се полош и полош. Годинава го добивме може и најлошиот извештај во историјата на современа Македонија. Така што постојано баш таа Европа ги демантира дека баш овие луѓе сакаат да бидат предвесници на тој европски пат, односно ќе ја донесат Европа во Македонија. 7 години во поглед на меѓународниот имидж во дипломатијата видовме само партизација на дипломатијата. Видовме несоодветни кадри кои што се испраќаат во надвор во дипломатско-консуларните представништва. Видовме еден многу скапо платен пиар на министерот на надворешни работи и ништо друго. А од друга страна пак внатре во државата, односно во самото министерство, сме сведоци на кабинетско работење на самата институција, што е многу лошо за институцијата, бидејќи таму работат луѓе кои што цел свој живот го посветили на таа дипломатска кариера и точно знаат што треба да направат во одредени ситуации кога треба да преговараат на различни маси. Така што сметам дека сето тоа придонесе да ние бидеме меѓународно изолирани. Друга работа е тоа што претседателот на државата, кој што нели треба да биде тој кој што упатува и кој што треба да го диктира тој меѓународен имидж и потпишува кој ќе замине, се дрзна на неколку пати да прати веројатно попартиска директива за оние кои што вели дека не го поддржуваат, па го поддржуваат, па нема да се кандидира па во нивно име, па еве на крајот се кандидира под нивната партија. Потпиша агремани без собраниска процедура, без да се слушне народот на избраниците во собрание, гласот да се слушне на избраниците во собрание и односно да се слуша гласот на сите оние луѓе кои што ги избрале да бидат представници во законодавниот дом. Така што сметам дека сето ова е само еден микс на таа изолирана надворешна политика и тука некаде можеби се е дел од зошто ние не успеваме да бидеме дел од европскиот пат. Да, тие многу пати се обидоа да го префрлат тоа дека ВМРО ДПМН не е за европски пат, што е тотално неточно, бидејќи кај нас затоа прашањето ми беше кој е виновен. Да. Кај нас за власта постојано опозицијата е виновна, колку и тоа да звучи вака малку чудно, затоа што нели, власта е таа која што треба да ги исполни тие ветувања кои што ги дава пред граѓаните. Не може ВМРО ДПМН да биде обвинето за кочење на европскиот пат, затоа што во самата доктрина на ВМРО ДПМН пишува дека наши врвни приоритети се членството во НАТО и Европската унија. Прво тоа. Второ, не може да дадеме се, како што дадовме, а на крајот не добивме ништо. Име, знаме, песни, историја, антика, се оно што требаше да избршиме, избришавме, за жал. Меѓутоа не постигнавме тоа за кое што ни беше ветено дека нели ќе влеземе во Европската унија.
ВМРО ДПМН е за влез во Европска унија, како што беше и за влез во НАТО, и тоа се наши стратешки приоритети, но да важат истите принципи како што важат за сите останати држави. Сметам дека Македонија го заслужува тоа, сметам дека ние повеќе од доволно направивме, меѓутоа прво треба да почнеме да работиме на внатрешна политика, а тоа значи да ја намалиме корупцијата и воопшто да работиме воопшто да ја нема, да имаме независно судство, да имаме безбедна држава, да немаме корупција на секој можен чекор и она за кое што граѓаните викаат дека веќе не се живее, да се прекине да се слуша на секој ќош во државата, затоа што на вистина во овие 7 години видовме еден неиздржлив, така наречен европски пат за живење во самата држава. Велите во изминативе 7 години не сме во официјална кампања, но можеме да забележиме сите дека сме во некоја неофицијална кампања во која што еве зборуваме за Социјалдемократскиот сојуз, повторно некако играат на таа карта. Тие ветувања дека нели доколку останат на власт, Македонија ќе биде дел од Европската унија. Како после 7 години повторно со оваа карта ја бараат довербата кај граѓаните? Искрено да ви кажам, еве сега како родител ќе се поставам и како професор кој што нели образува млада генерација. Често ги провоцирам на час студентите, чисто да ни се развие дебата што очекуваат и што планираат нели да прават после за време на студиите и после студирањето. Ако ви кажам дека 10 од 10 ми викаат дека професор ќе се заминам од државата, нема да ви се верува, затоа што овие години дури они биле во средно, па сега се на факултет и така натаму, не виделе ништо добро за да може да функционираат како што треба. Име страв да излезат, не знам, навечер да шетаат до подоцна, немаат стипендии како што порано имаше, нели, стипендии за тие кои што учат, за учениците, имаше автобуски превоз, го укина, па го дава, па не го дава, па студентски оброк има, нема и така натаму. Верувајте ми дека иако имаат некои 19-20 години, знаат дека се тотално понижени како граѓани во својата сопствена држава и некако тука сметам дека се крие она за кое што луѓето го размислуваат дека треба да заминат од самата држава. За Ова се погубни информации што ги кажувате. 10 од 10 студенти, мислам на вистина тоа се млади луѓе на кои што треба да се подпира еднината на оваа држава, да се со вакви размислувања на вистина е погубно. Да, јас сум фрапирана од нивната реалност, од колку се свесни за сето ова што се случува. И верувајте ми дека немам начин да им кажам, ама чекајте сега, дајте размислете, со што ќе го привлечам да остане тука во државата, а гледа што се случува. Што значи дека ние првенствено треба да почнеме да работиме од внатрешната политика, од да си ја средуваме државата од внатре. Нема инфраструктура, имаме корумпирано здравство, судство, образование е катастрофално, не знам, не сме безбедни во својата држава, значи имаме многу работа за која што треба нели да се почне да се работи, некако да се рестартира системот од нула, некако секогаш коцката паѓа кај ВМРО ДПМН кога треба да се средуваат работите во државата, затоа што веројатно луѓето знаат дека само ВМРО ДПМН може да ги среди работите во државата, од другиве не очекуваат и тоа можеби ќе биде одговорот на вашето прашање на почетокот кој што ми го поставивте. Свесен е народот дека со овие нема да може да се оди напред. За образ дали имаат образ да го ветуваат, истото немаат. Гледате дека тоа име главна поента на кампањата која што сега ја прават, дека ајде одиме во европски пат и така натаму, но не се најде никој да ги праша што уште треба да се даде за да може да се иде во тој европски пат и што се планира уште да се даде за да се трне на тој европски пат и сметам дека тоа се само голи флоскули и дека тоа нема да народот веќе ја прочитал оваа лектира и мислам дека доволно е свесен дека ова што ни се случува е само една погубна политика за себе, за идните генерации, за својата држава. Ова со студентите ми наметна едно друго прашање, еве вака малку приватно, вие ако имам добри информации, неколку години не живеевте во Македонија и потоа се вративте во државата. Зошто вие се вративте во Македонија? Тоа е дипломатска служба и тоа е мандат кој што трае 4 или 5 години, во завис од тоа на кое дипломатско ниво сте во самата мисија. Иако сум мајка на 2 деца, јас секогаш ги воспитувам дека треба да останат во оваа држава и дека тука им е местото дома.
затоа што секаде можеби биле странци или граѓани од друг ред. Са тука може ќе ми замерат другарки, пријатели, познаници кои што ги имам, кои што живеат во другите држави, бидејќи не се чувствуваат така кога одат надвор, меѓутоа верувајте ми дека животот е многу поразличен кога живееш во друга држава, а не си дома. Сега, зошто се вратив? Прво се каде вратив, живеевте? да, се вратив во Њујорк, Добро. во Обединети нации, во мисијата на Обединети нации. Јас и мојот сопруг кој што исто е кариерен дипломат. Со тоа што се вративме затоа што прво ни заврши мандатот, но можност има секогаш и да останеш и да побараш друга работа во останати мисии имало и така такви натаму. примери секако. Да, меѓутоа јас бев таа кој што инсистирав дека треба да се вратиме. Прво затоа што сметам дека со нашите капацитети, мојот и на сопругот и на фамилиарно можеме да доприносиме оваа држава да стане подобро место за живење. Првото беше тоа. Второто, сакав децата да ми растат во Македонија. Не сакав да растат надвор од тоа друштво на баба, дедо, тетка и така натаму. Сакав да бидеме дома и да бидеме некако на ова парче земја каде што нели се родивме ние како родители и можеби тоа ми беше единствената работа за која што сметав дека треба да се вратиме и уште една работа за која што јас секогаш ја по интервју ја зборувам дека никогаш не се предавам во борбата Македонија да стане подобро место за живење. Па добро, Ева, одличен пример сте во тој случај за студентите да ги убедите да останат во оваа држава затоа што една држава се темели на младите, нели? Иднината на секоја држава е во младите. Сте биле долги години во САД, па сега ми се наметна малку и коментар еден да дадеме и за црната листа. Катица Јанева и Стефчо Јакимовски се последните од она актуелна црна листа на САД. Што со таа црна листа? Што покажува? Ке мрднат ли работите? Што тоа кај нас ке значи? Да, Соединетите Американски држави се една доста сериозна дипломатија и една доста сериозна држава за каде што се пишуваат светските принципи за како треба да изгледа една средена држава. Јас сум понесен импресионирана од моментот на како луѓето темелно ги решаваат одредени прашања, било тоа да се за внатрешна или за надворешна политика, зборувам од аспект на Соединетите Американски држави. Црната листа е само одраз на тоа што низ годините го правеле овие политички фигури во државата и сметам дека тоа не е донесен заклучок за од вчера или од пред месец дена наназад. И сметам дека доволно е дојдено времето народов да добие едно признание дека погрешни луѓе го воделе низ самите процеси во самата држава. Ја поздравувам секоја идеја на Соединетите Американски држави да ни помогнат да расчистиме корупцијата во нашата држава и луѓето кои што и штетат на оваа држава. И како кариерен дипломат знам колку американската дипломатија може, знае, уме и проценува кого и како треба да стави на таа црна листа. И сметам дека уште многу ќе се проширува таа црна листа. Знаете зошто ве прашав за ова? Затоа што да, на тој список има и нели други имиња, поранешни членови, па и Никола Груевски е дел од црната листа, тој беше чина ми првиот на објавената црна листа од САД. Без исклучок. Да, меѓутоа, Катица Јанева беше една икона, ајде така да ја наречеме, барем така сакаа да ни ја представат власта на СДСМ и ДУИ, која што ќе го реши криминалот, корупцијата во државата и на вистина ќе почне да завладее правото. За сега, после толку години, да ни се случи ова што ни се случува, односно најголемиот стратешки партнер на државата, можеме да ги наречеме Соединетите Американски држави, да ја стават токму Катица Јанева да ја стават на таа црна листа. Народот не заборава. Да, има поделени мислења во сето ова и ние некако и како народ, не само македонците, него и балканците сме склони на некакви си заговори. Што една страна можеби тоа е менталитет, а од друга страна тоа го прават социјалните медиуми и сите оние негативни влијања кои што доаѓаат на социјалните медиуми. Катица Јанева и тие фатални девојки кои што беа околу неза беа еден добар проект во кој што сметам дека надворешната политика која што требаше да влие во внатрешната политика на Македонија имаше доста надеж затоа што сметавме, може и сметаа странските дипломати дека тоа е единствениот начин да дојде некој со надворешно влијание да ни ја среди државата. Меѓутоа, можеби тука заборавија дека сепак се работи за луѓе кои што растеле, живееле и
биле дел од овој систем. Што значи дека во иднина би требало многу внимателно да се бираат луѓе кои што ќе бидат некакви си политички фигури одбрани од странски фактор за да може да ги средат работите во државата и всушност си гледавме и снимки и све она што се случуваше и можеби ова е само еден показател дека пред законот никој не е безгрешен. И тоа треба ние апсолутно да го почитуваме и во самата држава и кога ќе дојде моментот да ние одлучуваме врз основа на тоа дека ако се огрешиш пред законот ќе си добиеш казна или ќе платиш или тоа што ти следува, можеби тогаш ќе имаме момент на средена држава. До тогаш многу тешко. Јас работам на вестите на телевизија Алфа и можам да ги споделам коментарите од граѓаните. За тоа впрочем и работим. Рамис Мерко е на црната листа, на пример, на САД, па не видовме дека нешто посебно се случи откако се најде на таа црна листа. Да, обвинителството отвори некои нови случаи. Обвинителството во Стругачина не е ни важно за вработување незаконски во училишта во Струга со подпис на Рамис Мерко. Значи тој и покрај тоа што бил на црната листа продолжувал да си работи онака како што си работи. Сега не обвинуваме, треба да се докаже, меѓутоа тоа е тие процеси не се само едно обично решение. Да знаете, не завршуваат тука и не се само со соопштението. Што значи дека мислам дека и повеќе детали ќе видиме во наредниот период. Добро, во ред малку за анкетите и за тоа како се позиционира ВМРО ДПМН во овој момент. Чинам дека да, на сите нели зборувавме за ЕУ, чинам дека на сите им е јасно дека политиката која ја води ВМРО ДПМН е да за ЕУ, но не по бугарски диктат. Тоа е неколку пати споменато од лидерот на партијата. Па сега ако ги следиме нели споменатите анкети за кои што ги објавија последно на емисијата Објектив на МТВ, таму вели дека ВМРО ДПМН има сериозна предност пред СДСМ. Па од тука прашањето како ќе го издржи, ќе го надвладае тој бугарски диктат ВМРО ДПМН за да стигне до Европската унија? Да, одлично прашање. Значи во периодов кој што поминува и кој што допрва ќе следи нели со официјален почеток на кампања и слично, имаме секојдневни мерења и нормално е тоа и за нашата партија и за противниците. Меѓутоа на сите им е јасно, дури и на противниците, дека ВМРО ДПМН ќе биде апсолутен победник на изборите кои што следат, претседателските и парламентарните, затоа што тоа е можеби единствената опција во која што луѓето гледаат надеж во оваа држава. Кажав нешто на почеток дека од нас очекуваат луѓето работа и многу работа, резултати и така натаму, што всушност и вака гледано малци аналитички наназад, се знае дека кога ВМРО ДПМН е на власт, многу работи во државата функционираат и така натаму. Не можам да кажам дека и ВМРО не греши во одредени моменти, меѓутоа она за кое што сметам сега во моментот и зошто имаме толкавата поддршка од народот, е затоа што имаме нов лидер кој што доста вложува во капацитетите на партијата, особено во човечкиот потенцијал. Има многу млади политичари кои што се желни за работа, амбициозни, доста образовани и така натаму. И сметам дека тој потенцијал ќе биде апсолутно добро искористен во наредниот период. Околу анкетите можам да искоментирам дека точни се тие од прилика резултати кои што секојдневно се појавуваат по медиуми во поглед на анкетирањето кој би бил победник и кој колку места ќе земе во парламентот и така натаму, но една работа за која што претседател постојано ни ја зборува, оставете ги бројките, фатете за работа. И сметам дека тука со таа девиза и тргаме во кампања, да работиме многу, да направиме ова место да биде подобро место за живење, бидејќи секој ден ние се разбудуваме тука во Македонија. И можеби анкетите се само бројка која што моментално ни ја покажуваат, меѓутоа како ќе биде целата поставеност во државата, меѓутоа она за кое што нас ни е многу важно да не го изневериме македонскиот народ. И ние се ќе трнеме со таа девиза исто во кампања и сметам дека да, ВМРО ДПМН ќе биде единствената опција која што ќе биде апсолутен победник на овие избори. Има ВМРО ДПМН капацитет, има сила, има моќ да се избори со бугарските условувања? Ние викендов ќе промовираме и програмата на ВМРО ДПМН, за која што може да слушнете
и вие како новинари и народот ќе се запознае подетално со она што се планира. Меѓутоа неколку пати сум начнала и во самите медиуми на интервјуа различни кога ме прашуваат што ќе направите во поглед со Бугарија. Има 3 работи за кои што ние би сакале да разговараме во иднина на таа тема. Прво да направиме еден план за постојана координација меѓу председателот на државата, министерот за надворешни работи и премиерот, затоа што овие години 7 не видовме ни еднаш овие 3 ентитети да седнат на иста маса и да се договорат за македонските национални прашања. Вака, дали се сеќавате на некоја слика? Иако имаме сериозни настани кои што Апсолутно удријат дефинитивно да, по такво нешто не видовме. идентитет. Така е, такво нешто не видовме. Затоа можеби овие погубни политики околу македонското прашање ги доживеавме сите овие години, бидејќи сметам дека има разногласие. И ден денес не можеме да ги видиме овие тројца луѓе да седнат на иста маса, бидејќи сигурна сум тука дека треба не да се се борите согласува. со надпартиски моменти. Значи, интересот на државата, на државните прашања да биде во фокусот на политичарите, без разлика од која партија доаѓаат, ме разбирате, во Се ред. согласувам, Македонија е нешто за кое што треба нас сите да не обедини. И тоа е дефинитивно начинот на кој што треба да размислуваме во иднина. Но овие 7 години мислам дека овие тројца кои што ги спомнувам по функција има тотално разногласие во ставот како треба Македонија да изгледа како место за живење и каква треба да биде положбата на Македонија во меѓународниот имидж и можеби затоа сето ова нас не се случи. Се согласувам дека треба да имаме надпартиско тело за кое што нели ќе разговараме, ќе се разговара, ќе се дебатира и така натаму, меѓутоа нема веднаш да се потпише погубна политика за која што штета ќе трпи само македонецот. Тоа е првата работа. Втората работа за која што сметам дека ние треба да ја направиме, тоа го кажа и идната председателка на државата, професорката Гордана Силјановска-Давкова во незината платформа, дека треба да се формира дипломатско правен и политичко-историски тим за кој што ќе се седне и експерти од овие области ќе разговараат отворено на овие прашања со Бугарија заедно, затоа што сметам дека ние до сега многу дадовме. Треба да се ревидира сето она што се даде, да видиме дали и што се може да се спречи, да не се. А може ли нешто да се врати? Јас не сум правник по вокација, меѓутоа сметам дека многу работи се насилно дадени во смисла на еве ви даваме се, земајте сте што ви треба, ние ќе се прифатиме затоа што 7 години видовме дека само се прифаќаме, уствари ништо не добивме. Така што мислам дека многу работи може да се ревидираат и може да се поправат и она што особено ме радува е дека потенцијалот на ВМРО-ДПМН знае како и може да одговори на сите предизвици кои што ќе бидат во иднина во поглед и на меѓународната политика, меѓутоа и во поглед на внатрешната политика на државата. Добро, еве споменавме така, се наметнува прашањето веќе за претседателскиве кандидати, би сакала да ги прокоментираме. Заслужува ли Пендаровски втор мандат како председател на државата? Може би ќе сакате да ги подсетите и нашите гледачи што се потпиша и што се помина со подписот на Стево Пендаровски во изминатите години. Знаете, и вие кажавте на почетокот, имаше нејасен, неконзистентен став пред официјално да се објави кандидатурата и тоа дека СДСМ повторно ќе застане зад Стево Пендаровски. Мислите дека е тоа вистинскиот избор за СДСМ? Прво, како кариерен дипломат и човек кој што години работи во дипломатија, сметам дека не е соодветен кандидат. Прво затоа што си дозволи да даде амин на несоодветни луѓе кои што ќе ја представуваат државата надворот во дипломатско-конзуларните представништва во поглед на амбасадори и конзули. Затоа што дозволува во дипломатските конзуларни представништва да се трга македонското знаме. Не можам да му простам на Пендаровски како председател на мојата држава. Извинете да се вратиме, како мислите да се трга? Па има одредени ДКП-а за кои што имам информација дека е тргнато официјалното знаме на Република Македонија. Така што тоа треба да го проверите како информација. Добро, а имате информација кое знаме стои? Па има знаме на соседна држава. Аха, во ред, добро. Така што тоа не можам да му го простам, иако знам дека има информација дека тоа се случува. И трета работа е што потпишува агремани без собраниска процедура.
за упатување на амбасадори и она што навистина е дегутантно е тоа што се случува со амбасадорот Фрчковски во постојаната мисија на Македонија во Приобединети нации. Иако сите знаат дека човекот не е заинтересиран, не оди на работа и така натаму, го толерираат и го наградуваат со 4 годишен одмор на Менхетен, така што тоа не можам да му го простам исто така. И уште една работа за која што сметам дека Пендаровски не соодветен кандидат е што никогаш не најде време да ги собере сите во интерес на македонското национално прашање. Рейтинзите исто, ќе се вратиме на анкетите, покажуваат дека кандидатот поддржан од ВМРО ДПМН е Гордана Силјановска Давкова, почитуваната професорка, е со сериозна предност. Па дури и нели сите анализи се дека во вториот круг ќе одат Силјановска Давкова и Пендаровски, па дури и Пендаровски на своето конто да ги стави гласовите од Бујар Османи. Така. Повторно Силјановска Давкова подобро котира. Зошто на Македонија и треба прва жена председател? Прво затоа што е жена, може Елена ќе звучи малце феминистички, меѓутоа сметам дека како мајка, како жена, како дипломат, како професор, сметам дека конечно е дојдено време учени луѓе да водат државата. Зошто? Затоа што од памтивек учените луѓе покажале дека само со мозок и со наука може да се оди напред. Јас сум сигурна дека професорката Гордана Силјановска Давкова ќе го врати достоинството на самата функција председател на државата. Сигурна сум дека тоа е единствениот и правилен избор за председател на државата, затоа што јас сум импресионирана од незиното познавање на проблематиката за меѓународен имидж и тоа меѓународно право. И сметам дека баш незиното искуство ќе придонесе да конечно ние добиеме по-добра, односно поразлична перцепција како треба да изгледа еден председател на државата. Бидејќи знаете како не е само председател, ги уживаш сите оние додатни елементи за кои што нели ти следуваат по протокол и така натаму, туку кога застануваш на маса и ја представуваш својата држава, треба да знаеш уствари, да имаш еден концепт во главата на која траекторија треба да се движи сопствената држава и сметам дека тоа е одличен избор во моментов и дека ние како партија не сме сгрешиле во поддршката која што ја дадовме на професорката. Анкетите го покажуваат тоа дека има навистина голем рейтинг и сметам дека македонскиот народ е доволно паметен да може да процени кого ќе го представува во наредните 4-5 години. Одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото. Имам уште неколку прашања почитувани. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Добре дојдовте назад и ви благодарам што не следите. Професорката Викторија Трајков е вечерашен мој гостин и секако на нашите гледачи. Јас верувам дека го задржавме вниманието пред рекламите и сигурна сум дека така ќе биде до самиот крај на оваа емисија. Професорке, застанавме кај последните анкети околу председателските избори, околу парламентарните избори. Не ги споменавме многу, меѓутоа ајде вака, од последните анкети 54 пратеници некако излегува пресметките дека ќе усвои ВМРО ДПМН. Верувате дека ќе има повеќе, верувате во таа бројка, може нешто да се промени во однос на тоа дека кампањата се уште не е започната, па многу аналитичари предвидоа и некоја црна кампања. Може ли нешто да се промени или очекувате и повеќе, доколку е тоа така? Сигурно веќе имате некој план за коалицирање. Да, значи бројките постојано се зголемуваат, тоа морам да го споделам со гледачите, затоа што се уште нашиот народ живее во страв дека ако спомене за кого ќе гласа или дали ќе излезе воопшто за гласање, ќе дојде некој, ќе го скара, ќе му прават мобинг на работа и така натаму, што исто така се нагледавме милиони случаи изминатите 7 години. Многу е важен процентот на луѓе кои што не го кажуваат тоа
Значи нели во секоја анкета има да, не, можеби и не сака да се изјасни. Многу е голем процентот на тие луѓе за кои што сметам дека се уште се плашат да кажат. Меѓутоа, секогаш верувајте ми дека ја ги казнуваат оние кои што се на власт бидејќи им направиле лошо нив, на нивни најблиски и така натаму. Доволно истрпевме овие години и сметам дека тој бројот 54, 55 или 56 пратеници за ВМРО ДПМН ќе биде уште многу поголем. Меѓутоа тоа ќе оставам некако времето самото да си го покаже на денот на Знаете избори. зошто ве прашувам? Затоа што не секогаш нели видовме во минатото, не тој што ќе биде победник на изборите значи дека ќе формира влада, меѓутоа секако битни се распоредот во на собраниските клупи. Мене ми е клупи. уште побитно тоа што останатите партии кои што се и дел од владиното мнозинство сакаат и ја препознаваат ВМРО ДПМН како иден партнер, односно во оне кој што ќе формира владата на Македонија во иднина, се освестуваат луѓето, што мене ми е особено драго. И можеби ВМРО ДПМН ќе има навистина резултати кои што до сега ги немаше. Сметам дека имаме доста потенцијал да го сработиме сето она за кое што ќе го ветиме. Имаме навистина добра програма за која што оваа година работевме многу на нејза, бидејќи ќе се работи за програма со реални проекти, со реални рокови за кои што ќе може да се исполнат пред граѓаните на државата. За посткоалициони договори и така натаму сега за сега е многу рано да зборуваме. Прво е рано затоа што се уште ги консолидираме нашите редови, а од друга страна сметам дека даваме се уште можност на сите оние кои што ќе се свестат дека погубната политика на СДСМ ги носи во амбиси и треба да се приклучат кон ВМРО ДПМН. Некако внимание во јавноста предизвика еден форум кој што го организираше Универзитетот Скопје. Интересен беше и насловот, па затоа верувам дека привлече и многу интерес во јавноста, а па од друга страна се појави поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, каде што произнесе многу интересни негови лични ставови на црквата. Како да го заштитиме македонскиот идентитет беше главната тема на форумот. За гледачите кои што нели сепак тоа е форум, кој го проследил, кој не, сакам да споделиме кои беа суштинските пораки упатени од тој форум, затоа што темата е навистина вака интересна, а и како што споменав, господин Стефан имаше едно одлично излагање. Да, ние имаме два института кои што работат при самиот универзитет и најчесто правиме истражувања, освен меѓу студентите, туку и родителите ни се како таргет група, што уствари како тема им е интересна да може да да направиме на траекторија како би се движеле во изминатата, односно во идната академска година. И оваа година, верувајте ми дека на прво место беше идентитетското прашање, 10 места празни па се останато, не ги интересираше ни економија, ни женски форуми, ни предприемништво, ни човечки ресурси, ни ништо. И затоа решивме да направиме, односно да отвориме една дебата која што следствено на тоа на која што ќе учествуваат гости кои што нели се врвни професионалци во таа област. И решивме да го направиме, да го поделиме во три дела. Првиот дел е политичкиот дел, односно како политиката ја гледа заштитата на македонскиот идентитет. Вториот ни беше за економскиот дел, односно луѓе кои што се од бизнис секторот, стопанските комори и така натаму, како го гледаат нивниот дел од заштита на идентитетот. И третиот е оној професорскиот, односно експертскиот, за кој што требаше да одговориме на прашањето каде сгрешивме и што се можеме да направиме да ја поправиме таа грешка и да продолжиме да работиме на заштита на идентитетот. Јас како професор по економија и политички маркетинг, браншава ми е брендирање на државата, односно она што највеќе го истражувам како тема е како да го заштитиме идентитетот на државата, меѓутоа со брендирање, со заштита баш на самата трговска марка македонски. Верувајте ми дека до сега, ако можам да ви кажам дека имаме само 2 автохтони марки кои што се извезуваат надвор од државата под македонски, нема да ви се верува. И сметам дека не само што ние не сме сработиле доволно, туку не сме почнале ништо да работиме, иако постоиме 30 години. Од друга страна пак, сите оние кои што учествуваа на самиот форум, баравме одговори на прашањето секој во својата област што направил, дали доволно направил или што планира да направи. Тука особено се радувам на гостувањето на господин Стефан, поглаварот на
Македонската православна црква, кој што по години излезе со свој јавен став и тоа беше некако најпривлечно за новинарите, меѓутоа и за народот кој што го следеше форумот. И на вистина тврдокорните ставови како треба да биде заштитен македонскиот идентитет, особено ми се допадна и како професор и истражувач во оваа област. Меѓутоа тука не можам да ги занемарам и ректорот кој што исто така постојано не тера и како професори млади, доценти и така натаму да работиме на тоа, но и бизнис заедницата која што постојано се труди нешто да направи, иако има забелешки на економскиот дел на действувањето на владата, бидејќи тие се највеќе во тој сектор и тие закони највеќе ги интересираат. Донесовме многу заклучоци. Донесовме заклучок дека имаме многу за работа, дека не сме почнале да работиме и дека во иднина заштитата на македонски идентитет треба да ни биде број 1. Затоа што не е само да кажеме дека ние сме големи македонци, а сакаме Македонија и се тоа е супер и така и треба да ги воспитуваме децата, меѓутоа што правиме за сето тоа да биде тука, да го задржиме и да се развива во иднина. Се согласувам дека тоа е многу клучно и многу важно, посебно инвестирањето во младината, ги споменавме во текот на овој разговор младите студенти. За жал, вчера видовме протест пред владата на идните академски граѓани од Финки кои што единствено излегоа на улица за да си побараат основни услови за студирање. Така. Жалосно е што младите луѓе и потоа се чудиме зошто младите ни ја напуштаат државата. Зошто се дозволи владата да го направи ова со младите и што мислите каде е сгрешено? Не верувам дека е ова само во изминатите 7 години, ме разбирате. Мислам дека е систематски работено на сето ова. И дека е стратешки работено да се самоуништи македонеците. Стратешки во смисла на планот на владата како треба да се однесува кон младите луѓе, иако ако добро се сеќаваме да се вратиме малце во минатото со таа чарена револуција и со се она што беше, тоа беа млади луѓе за кои што ги донесоа на власт сите овие уживатели на јавни функции денес. И сметам дека потиштувањето на македонецот е тема за која што било работено изминатите 7 години. И може би затоа сме ние толку летаргични, незаинтересирани, младиве не се заинтересирани воопшто, не знаат ништо се случува, не читаат вести, не отвараат ништо, иако на Facebook и на телефон денес се им е достапно. На почеток кога почнав во прва година да предавам, тоа беше значи кога почна академската година во октомври, не можев да ги натерам повеќе од 10 минути да можат да ја следат наставата. Значи до толку има голема незаинтересираност кај младите. Тој само ми вика професорка, мене ме пуштаат од дома да дојдам на факултет, само да не ги разочарам, за тоа доаѓам на час. И сега се поставува прашањето: каде си ти во целиот случај? Дали ова го правиш за себе, за твоите родители или за тоа што сакаш да придонесеш да бидеш утре како дел од ова општество? Многу е жалосно да видиш млад човек кој што има, не знам, 18, 19, 20 години, а не е заинтересиран апсолутно за ништо, само за телефонот, кафето, не знам, добра кола да вози, да се подружи, да излезе навечер на некоја свирка и така натаму, и тука да заврши цела негова визија како треба да изгледа неговиот живот. Сметам дека многу се погреши, сметам дека воопшто да, но најмалце виновни тука се децата. Апсолутно, децата не се воопшто виновни. Погрешните политики го направија младиот човек да биде летаргичен, незаинтересиран за сопствената држава. Неодамна бев со претседателот Мицковски на една политичка посета во Виена, во Австрија, каде што имавме импозантни средби со министерот за надворешни работи Шаленберг и со министерката за Европа. Меѓутоа, исто така видовме и македонска диаспора во црквата Свети Наум Охридски во Виена. Се беше младо и многу млади луѓе имаше и така во неврзан разговор што правите кога дојдовте и така натаму. Верувајте ми дека ниеден не ми кажа дека дошол тука заради економски причини. Што порано било обичај заради економски причини луѓето ја напуштале државата и таа миграција не можеш многу да ја спречиш ако е за економски параметри, меѓутоа она што сега ти одговараат зашто ја напуштите државата или зашто се заминавте, заради несреден систем. Вика, па одам на клиника, ќе доумрам кога треба да се лечам таму, затоа што се катастрофа условите. На факултет немам основни услови за живот, односно ниту за учење, ниту за полагање, или вика ни капи од таванот, или нема вика прозор да затвориме на самиот факултет.
Значи такви некои основни елементарни услови за кои што сметам дека во 21 век не треба да зборуваме. Значи тоа треба по дефолт да си го имаме, односно државата да ни го овозможи, затоа што ние сепак на крајот на денот плаќаме даноци за да држава да обстои. Само да погледнам уште колку минути имаме до крајот. Добро, чинам дека имаме уште некои 5 минути. Некако да сублимираме се од овој разговор. Каква дипломатска мрежа треба да имаме? Каква дипломатија имавме до сега? Не го споменавме самитот на ОПСЕ, можеби тоа беше единствена, ќе кажете вие да или не, светла точка која што и се случи на Македонија во изминатиот период и покрај милионите што се потрошија за тој самит и не знам колкав е бенефитот во однос, ако споредиме нели што дадовме, а што добивме. Се случи еден самит на ОПСЕ, меѓутоа не е тоа само единствено нешто во дипломатијата. Како изминативе години на ова поле работеше СДСМ и што очекувате во иднина, што треба да се промени, затоа што дипломатијата е на вистина многу важна за една држава. Прво и основно за кое што бевме сведоци во дипломатијата, односно во меѓународниот имидж на државата, е тоа што повеќе од 5, 6, 7 години беа оставени стратешки места празни во дипломатски конзуларни претставништва без амбасадор, што од една страна е дегутантно да се остави такво претставништво да нема прв човек, односно да нема амбасадор. Туку и на крајот тај што беа празни и на крајот пуштија луѓе кои што упатија луѓе на мандати кои што беа несоодветни за да се пратат таму. Значи не знам, Вашингтон беше 4 години празен, Белград беше 5 години, 6 години беше Пекинг и така натаму, и тоа се некои точки во дипломатијата и во на цела светска сцена кои што не треба и не смеат да бидат празни, затоа што во дипломатијата точно се знае кога тебе ти почнува мандатот, кога ти завршува и кога ти ако стратешки ги планираш работите и мислиш добро на оваа држава, знаеш дека Викторија треба да се врати од мандат пример на 1 јуни 2026 година, веќе од 2 јуни треба да замине друг дипломат и така се однесуваат сите сериозни држави во светот, не само нашата како треба да биде. Втора работа, го споменавме ОПСЕ, како настан за државата беше одлична за промоција, меѓутоа ние, иако толку многу пари потрошивме, не видовме две суштински работи. Прво, не видовме што донесе ОПСЕ за нас, не видовме ни една тема отворена за македонското национално прашање, за да може пред тој свет кој што го ни е на една иста маса, да си ги кажеме, да се кажеме нашата приказна, да ја раскажеме нашата македонска приказна. И она што многу ми засмета во тој дел е тоа што ни еднаш, односно председавачот на ОПСЕ Бујар Османи во случајот, не најде време да оди во собрание и пред народните одизбраници да промовира што сака да постигне со ОПСЕ, што сака, односно што му е план да направи во ОПСЕ. И кога веќе слоганот е It's all about people, као за народот, тогаш да видиме што народните избраници сметаат или треба да предложат како Бујар Османи да се однесува како представник, како председавач, затоа што сепак на крајот на денот ОПСЕ и целата организација на таков настан е државен, треба да биде државен, не треба да биде приватен ни на ДУИ ни на СДСМ, туку на сите нас македонците, тоа што на крајот на денот и ние од свој џеб го плаќаме тоа. И трета работа, сметам дека Министерството за надворешни работи, односно дипломатската служба беше доста уназадена во поглед на имиџот овие години, затоа што доста големи врвни, ви кажав и на почетокот на емисијата, дипломати кои што цела свој живот го посветили на дипломатската кариера, беа ставени во ќош за сметка на кабинетската работа на некој кумина кој што работе околу Бујар Османи. И можеби тука тој дел треба прво што треба да се направи да се врати достоинството на дипломатската служба. И уште една работа за која што сметам дека е време да почнеме да разговараме е соодветни луѓе да се праќаат на соодветно место, затоа што прво вие кога ќе дојдете кај мене во амбасада или во конзулат, прво мене јас сум првото лице со кое што вие се среќавате и ако јас не бидам Викторија од Македонија и која што зборува цело време за Македонија, тогаш се губи смислата на доаѓањето на територија која што е сепак Македонија, односно дипломатско-конзуларно представништво кое е на самата држава. Имаме потенцијал и не се откажувам од борбата за тоа. Сметам дека тие 54 ДКП заслужуваат соодветни дипломати и соодветни луѓе на место. И мислам дека Министерството за надворешни работи има прекрасни луѓе кои што работат таму и доста капацитет кој што може да одговори на предизвиците.
Добро, и за крај само во недела низ разговорот споменавте дека ќе ја ВМРО ДПМН ќе ја презентира својата програма? Да, во викендов, односно во недела, Добро. ние ќе имаме еден настан за кој што ќе бидат известени и медиумите и значи народот, ќе ја промовираме програмата, навистина суштинска, темелна и објективна програма. Спремивме за овие избори, каде што навистина ќе бидат реални проекти кои што ги нудиме на граѓаните. Сигурна сум дека граѓаните веќе знаат за кој ќе го дадат гласот, меѓутоа друго кога ќе видат што ние може да како за ние да не им биде го тоа подобриме, да им го подобриме животот и сметам Така е, дека треба да се гласа за тој што, нели, ќе вети, Да, за проектите кои што ќе ги вети, па секако и да ги оствари кога ќе дојде на власт, а не само за политичка партија. Така е. Мислам дека можеме тоа да одговориме на предизвиците и имаме потенцијал тоа да го реализираме. Во ред, ви благодарам за денешното гостување во телевизија Алфа. Мене ми беше пријатно, се надевам и на нашите гледачи. Се гледаме повторно. Следува период, нели, на многу работа, затоа што ќе почне и официјално кампањата, не чекаат потоа избори, ќе имаме сите многу работа секако. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со телевизија Алфа.